Звонко Давидовиќ, адвокат, гостин во Дневникот на телевизија 24. Добар ден и добро дојавте. Добар ден, благодарам на поканата. Ви благодарам што прифативте, особено во ова пеколно жешко време. Господине Давидовиќ, бурен судски период пред Фирија, но и бурен политички период пред одмори, некако така секогаш кај нас во крајот на јули, средината на јули се случува. Вие сте бранител во случајот со обвинетиот апелацијски судија Ѓоко Ристов. Вчера имавте ручиште, ќе зборувам и за тоа. Меѓутоа, јас би сакала да почнам со нешто од вчера ќе, мислам, ја одбележа неделата како вест на денот, апропо ослободителната присуда за поранешниот премиер и бегалец Никола Груевски. Судиката даде осудувачка присуда пред 6 години. Вчера даде ослободителна и се повика на измените на кривичниот законник, и иако со години дополнително и се влечкаше предметот, имаше милиарда од влагања, имаше малку ручишта месечно и така натаму, на класика на одовлекување на судски процес. Како го коментирате тоа? Вака, конкретно не би можел да зборувам за предметот, бидејќи не сум во тој предмет и не ги знам доказите, би било некоректно и кон моите колеги и кон сите оние кои биле во тој предмет. Не е нешто ново да се води, да трае долго постапката, особено во ситуации кога имаме многу докази, многу обвинети, чувствителни политички предмети, свесни сте и сами дека тоа често се случува, а имавме и неколку пати измени на кривичниот законник, така да ова би можеле да го искоментираат колеги кои учествувале, и особено ако има жалбена постапка, оној што ќе се жали, апелациониот суд ќе се го каже своето мислење. Застарува во август. Така да застарува во август и да има жалбена постапка, ќе биде нема да може да стигнат. Предметен обвинител во овој случај беше сега веќе поранешната обвинителка Ленча Ристовска, и овој случај освен правна имаше некоја политичка хронологија во однос на оние јавни навреди од ВМРО ДПМН и од премиерот кон Ристевска, па тужбата кон ВМРО ДПМН и на крајот она што резултираше предоставката на Ристовска од замањето на случаите од страна на новиот државен јавен обвинител Ненад Савевски. Обвинителката Ленча Ристовска тврди дека и покрај измените на КЗ обвинението си било доволно подготвено да не подлегне по тоа и дека имало доказан материјал кој што судот не го ценал. Сакам да го поврзам, го зборувам од една страна правно, од друга страна раскажувам политичката хронологија, бидејќи де факто и да јуре овој предмет беше во фокусот и на јавноста, меѓутоа и на политичарите, односно на власта, бидејќи се работеше и за замрзнатиот имот на ВМРО ДПМН, кој од вчера нема барање за конфискација, односно нема одлука на судиката да биде конфискуван. Колку има политика во приказна? Последно време во многу од предметите, особено каде што се во прашање високи функционери или политички партии, има политика. Јавна тајна е дека не само експертската домашна јавност, него и меѓународната јавност, а често пати е поместено и во извештаите, дека политиката е длабоко навлезена во правосудството, така да ова не е исклучок. Тажно е што правосудниот систем е на коленици и што судството не може да одговори на предизвиците, довербата е многу ниска, и таа тенденција продолжува, начинот на нивното однесување, начинот на правораздавање продолжува на ист начин, со еден клиентелистички однос, со едно често пати и кршење на законските прописи. Не зборувам за конкретниот предмет, зборувам воопшто, каде што народот нема доверба и е постојано под критика и на меѓународната и домашната експертска јавност. Ако немате нормален столб на власта, вистински столб согласно Уставот, кој може да парира и да биде контрола и надзор над извршната и законодавната власт, вие не можете да имате една нормална правна и демократска држава. Да, и во последниот извештај на Европската комисија Македонија доби 0 за напредокот во судството и во реформите и во правната држава и владењето на правото. Долга е приказната околу ова. Често пати ја зборуваме токму и заедно и во ова студио, во други студија. Вие се сеќавате на извештајот на Прибе.
таму беа поместени сите можни работи кои треба ние да ги направиме. Ние тој извештај нешто не го испочитувавме, го заборавивме. Еден чекор не отидовме напред од она што беа забелешки. Во понеделникот 10 години се спомина, беше 10 годишнина од онаа фамозна пржинска ноќ каде што нели требаше да почне од корен да се менуваат работите. Така. Јас реков во една прилика дека многу лекции останаа ненаучени и дека многу верба за жал беше помалку или повеќе од еден или од друг или од трет изневерена. Околу Талир денеска премиерот Христијан Мицковски вели дека ослободителната присуда за Груевски е поради измените на кривичниот законник направени од СДСМ. Дуи, а од друга страна вели дека во однос на имотот тоа било политички монтиран случај и прогон и дека судиката донела, односно судот донел вистинска праведна одлука. Не би коментирал политичка изјава на политичар, би оставил на она што го кажав дека судството, знаете како, а од друга страна СДСМ па преку соопштенија вели судството под контрола на Христијан Мицковски на власта. Сега се вртат, зависно од предметот и интересот во предметот, се вртат улогите. Не често пати, него скоро секогаш оној кој е опозиција го критикува судството и кажува дека е под капа на власта и под влијание на власта и дека треба да се извршат реформи, но мигот кога ќе дојде на власт и ќе прекине да биде опозиција, почнува да го фали судството, дека е севорец со судството, а до тогашната власт која станува опозиција почнува да го напаѓа, кажувајќи дека е под контрола на власта. Судството е исклучително добар механизам, алатка и можност да се справите со своите политички неистомисленици или противници на многу легален и законски начин. Затоа плюсо возможува недопирливост, примена на селективна правда, да стенат законот. Тоа е нешто што мораме да го расчистиме и да го разрешиме во наредниот период, ако сакаме навистина да имаме држава. Ева, во тој случај конкретниот случај со обвинителката Ленча Ристовска, ниту нејзините колеги, Советот на јавни обвинители не застанаа зад неа, таа не доби поддршка ниту од Советот. Не може да добијат Советот на јавни обвинители, исто како Судскиот совет. Вие многу добро знаете дека политиката прво навлезе таму и дека често пати има влијание на изборот и на луѓето кои се таму и на одлуките кои што ги носат. Јавна тајна беше неколку пати, дури имаш и оставки во Судскиот совет, каде што наведуваа дека огромен политички притисок и притисок од бизнис елити, па си останаа среќни. Но никогаш не кажа кои се тие луѓе, иако има обврска од такви позиции да ги посочат луѓето кои прават притисок. И си останаа среќни до крајот на мандатите, односно во конкретниот случај до исполнувањето на условите за пензија за конкретната членка на Судскиот совет. Господин Давидовиќ, како што кажа, вие сте бранител во случајот со апелацискиот судија Ѓоко Ристов, обвинет за ампирање пари, мито во куќата на неговите родители во Неготина. Не, за мито, за перење на пари и за прикривање на противправно стекнат имот, бидејќи многу пати и обвинителката кажува дека не може да докаже и не постои ниту еден доказ за директна корупција. И вчера кажа, меѓутоа дека го вчера според обвинителката е ставен во контекст во делот од снимките што се слушнаа, каде што разговара за евентуално примање мито. Контекстот, тоа може да ви го потврдам, многу е некоректно сега јас да објаснувам и да навлегувам во детали како бранител, како една од страните, да го користам медиумот, не би го направил. Тоа само едно ќе кажам, дека разговорот кој... Коруптивно поведение дека покажува снимката, така, да цитирам точно обвинителката. Вие треба да го докажете прво коруптивното поведение, а второ од снимката можете вашите колеги да ги прашате, најдобро ќе ви објаснат чиво тоа коруптивно поведение беше наведено во снимката. Ја не би образлагал понатаму, за да навистина не само тоа и не е коректно да разговараме за еден предмет каде што спротивната страна не е тука. Јас она што можам да го кажам, ние сме во фаза на изведување на докази на обвинителството и јавноста ги слуша тие докази, одбраната поставува прашања и го
прави подготовка за својата теорија на случај, а допрва нашите докази ќе се слушнат, па тогаш судот и јавноста ќе ги процени работите. Господин Давидовиќ, де факто вештаците потврдија на обвинителството дека најдени се траги од ДНК на фолиите, така е, кај што беа завиткани парите, 350.000 евра така е, во зид во куќата на родителите на судијата Ристов. Така е. Тоа е точно, но за волја на вистината, јас многу пати кажав, еве повторно ќе кажам, дека тоа е направено на 18.1. Парите се сместени во трезор на Еовна, запечатен, и ДНК профил, ДНК брисевите се земени на 6.4. Ардона, на 18.3. е повторно отваран доказниот материјал без да знае одбраната, без никој да знае, за да се предадат парите на Агенција за одземен имот. И веќе имате сомневање во контаминирање на материјалот. Да, ама не може да го докажат. Не, апсолутно, но тврдите дека се контаминирани, така. Допрва нашиот вештак за ДНК треба да биде сослушан, па ќе ги објасни работите. И тврдевте дека соодветно не биле земени трагите. Апсолутно. Врз основа на што? Врз основа на снимките кои ни се предадени на обвинителството, кога се воведуваше новиот закон, кривичен закон и законот за кривична постапка, ние бевме вежбани од американците. И еден од тренинзите беше форензиката. И начинот на кој се взимаат доказите, во една специјална облека со навлаки на нозете, со навлаки на рацете, капа на глава, за да не ги контаминирате теренот. Тоа не беше направено, се гледа на снимките, но Еве, Ана Лалевска, вештакот на МВР вели нема контаминација во трагите, туку добиените ДНК профил поттикнуваат лицето кое не е доставено за ДНК анализа во случајот Ѓуко Ристов. Но, ако дозволите, во записникот стои, ова е делумно известување од она што се слушна во судница, дека истата не знае како бил материјал очуван, дека не знае како бил транспортиран, не знае дали е отваран или не во меѓувреме, и дека е можна контаминација доколку протоколите не се почитуваат. Овде не биле почитувани. Така да... Според вас? Да, нормално. Ке видиме кој ќе докаже. Апсолутно. Токму тоа и го зборувам. Односно, обвинителството треба да си го докаже делото. Но одбегнува неве во детали да ви раскажувам, ме прашавте неколку пати, навистина не е коректно да го изнесувам ова надвор од судница. Уште едно прашање околу ова. Интересно, бидејќи рековте се уште се, нели, на обвинителството доказите се изведуваат, вашите ќе претпоставам од септември, бидејќи почиштото на први закажано, кој ќе заврши обвинителството. Обвинението за Ѓуко Ристов се поврзува со Љупчо Песов ѓаволот и со поранишниот државен правобранител Фејхин Стафа. Ќе ги повика, се плашите ли дека обвинителството ќе ги седне на маса и дека ќе дадат конкретни докази за вашиот клиент? Ние едно треба да разберете, ја не знам, во јавноста често пати се дискутира, ние како адвокати не се плашиме нешто што е доказно средство да биде изведено во судница. Ние се обидуваме да ја утврдиме вистината на оној начин на кој законот тоа го предвидел. Во конкретниот случај ние доставивме и должни сме да доставиме листа на докази, и тоа го направивме пред да почне судењето и ги предложивме и двете лица кои ги наведовте како наши сведоци. Така да не само што не се плачиме обвинителството да ги повика, него ние ги предлагаме како сведоци, се со цел да се утврди вистината и вистинската фактичка состојба. Значи мислите дека нивното сведочење ќе оди во прилог на вашиот клиент? Се надеваме според она што го знаеме, но тие се должни да си ја кажат вистината. Како халбо. Апсолутно, и тоа е нешто што судот ќе го цени. И уште едно прашање околу случај во понеделникот, односно неделата кон понеделникот во раните утрински часови, во понеделникот мислам дека беше во 2 часот и 50 минути, беше било пријавено во МВР дека е запалено и изгорело возилото на Ѓуко Ристов. Имате ли увид во случајот, поднесовте ли дополнителна пријава? Јас дознав сабајлето во утринските часови дека некаде околу 02 часот и 45 минути возилото било запалено од лице на мопед
кое што фрлило бензин на хаубата и запалена карпа, оштетени се уште 2 возила, и луѓето биле во паника затоа што многу чадело, се слушало експлозии и излегле од зградата бидејќи паркирано веднаш до зградата. Семејството пријавило во МВР. Знам дека уведна екипа дошла, дека прибираат докази и имаат своји определени сомневања кои ги соопштиле на МВР и кои МВР треба да ги истражи и да ги испита. Резултати се уште немаме. А мотиви? Најверојатно ќе ги утврди и мотивите. Знаете како они се сомневаат, сега ова веќе во на ниво на шпекулација. Се сомневаат во определени лица и определени мотиви, врзувајќи определени случувања како што емисијата веднаш после тоа да се случи и сето тоа, но тоа би го оставил на органите на прогонот да го утврдат. Многу кусо не можам да го изигнорирам апропо моментот кога зборувавме за политиката во судството. Вчера бевме сведоци на уште една присуда, условна присуда за поранишната председателка на ДКСК Татјана Димитровска за одавање, беше обвинета за одавање службена тајна, фалсификување на сертификат. Тоа беше огромен случај, огромен скандал, бидејќи ДКСК граѓаните ја гледа, имаат доверба, барам во минатиот сустав, дека ете има некоја институција што останала имуна. Ако ништо друго ги регистрира пропустите, а нема можност да ги реализира и ефектуира. Навистина, како и за првиот случај, навистина не го знам доказниот материјал. Еве на поширок општествен контекст, во однос на довербата на таа. Знаете како тоа е толку релативно, често пати се бара ако е подигнато обвинение, некој мора да е виновен. Значи, затоа и кажувам, јас не ги знам доказите, не ги знам работите кои се во предметот и не би можел да коментирам дали е судската одлука во ред или не е во ред, но априори да се тврди дека е некој виновен или не е виновен во еден предмет не е коректно. Па добро, она е осудена дека давала податоци на осумничен за криминал, што тој бил чикор понапред со обвинителството. Казната е условна. Условна осуда. Условна осуда 1 година во затвор ако стори ново кривично дело. Добро, и бидејќи сме на крајот, вие бевте дел од една трибина, наречена Разговори за иднината на Македонија во 12:05. Бевте како дел од независните експерти, адвокати, граѓански активисти што беа повикани на таа трибина, која што предизвика бура од реакции меѓу СДСМ и поранешните функционери на СДСМ, кои што беа и дел организатори на таа трибина. Отиде до таму, нели, што своите сопартици, актуелниот председател на СДСМ Венко Филипче ги нарече одработувачи за Христијан Мицковски знам 2.0, уривачи на СДСМ однатре и така натаму. Малку можеби повозрашен беше околу останатите независни експерти на трибината, па кажа дека сте биле излажани, заблудени и така натаму. Ајде вака јасно и гласно. Прво, дали ве плати Христијан Мицковски да учествувате на таа трибина? Многу добро знаете дека такво нешто не може да се случи, барем за оние луѓе кои се независни експерти, професори, аналитичари кои беа таму, кои јас лично ги познавам и нема шанси да се случи, нити некој би дошол ради такво нешто. Тоа е се партиски препукувања. Жално е што тие партиски препукувања и партиите кои што се препукуваат меѓу себе, токму се тие кои доведоа до ваквата состојба, ваквата ситуација во која државата е комплетно заробена, не функционира и далеку од демократска и правна држава. Интересно е што секој обид да се поразговара, секој обид да се лоцираат проблемите, да се даде една дијагноза на состојбата, али реална, од страна, не преку партиски препукување и пребојување на партиски бои, завршува на овој начин, некој е секојаш платеник. Не е тоа точно. Извинете, се чувствувате ли злоупотребен? Не. Зашто би бил злоупотребен ако некој ме повика да кажам што сметам дека е проблем во мојата држава? Тоа би требало секој од нашите граѓани да може и треба слободно да го каже.
Затоа што ние друга држава немаме. Ние живееме во оваа држава. Тоа што ние седнуваме и, не знам, спротивно на масата се луѓе од СДС, луѓе од ВМРО, од било која партија, тоа ништо не значи. И тоа се луѓе кои се македонци, и јас не ги гледам и не зборувам од партиска гледна точка или за нечив партиски интерес, го кажувам она како граѓанин што го гледам, а што многу пати јавно сум го кажал и во ваши емисии, но и сум го напишал во колумни. Ако ме повикате, и било кој да ме повика за да се дискутира за иднината на Македонија, јас ќе отидам. И ќе го кажам своето критичко мислење во мигов и ќе кажам што според мене треба понатаму да се направи. Како да излеземе од овој зачаран круг, како навистина да се реформира судството, бидејќи тоа е мојата област за која можам да зборувам, за другите области можам да зборувам само како граѓанин. Но, милион пати ја кажам, ја не случајно ви го спомнав пример. Точно што треба да направиме. Не можеме ние со козметика, со промена на закони, а сите не викаат имате доволно широк круг на закони и уставна основа за да ги спроведете реформите. Не можат вас реформите да ви бидат само шминка. Значи, треба еднаш сериозно да се седне тоа метастазирано ткиво, али да се исече, без оглед кој се наоѓа во него, и еднаш за секојаш да почне да се бира во оваа држава квалитет, а не партиска книжка, непотизам, партиски бои. Тоа е проблемот кај нас. На трибината важеа Chatham House Rules правилата, така да јас сега не можам ни да ве прашам детали од тоа. Јас и не би ви кажал, јас генерално ви го кажам моето мислење и зошто бев присутен таму. Оно што излезе како соопштение, предпоставувам усогласено со сите учесници, бидејќи и мињата беа пуштени усогласени со сите учесници, беше дека на државата е потребен нов општествен договор, опозицијско збивање на редовите, имаше таму една квалификација неефикасна власт и виртуелна опозиција. Знаете што, во мигов се многу луѓе незадоволни од она што се случува во државата, и тоа не е од сега. Тоа е 30 години, да не бидеме сватени само оваа власт не чинела, не и предходната. Сите тие се само се надоврзале во тој ланец, во таа биле карика во тој ланец на овој хаос. И не можете вие никого да оправдате, без оглед кој се боите, дали се плави, дали се црвени, дали се ружа, лав, небитно. Ова реалност е последица на нивната неспособност, партизираност, неотчетност и начинот на кој раководат со државата. И тоа јасно и гласно постојано луѓето го зборуваат. Во едно општество, сами сте свесни дека често пати на било каква критика веднаш се прикачуваат клетви, плјукања, партиски ботови и други работи. Ние не сме научиле да дискутираме и да спротивставиме аргументи. Ние сме научиле да викаме еден на други, да се плјукаме. И тоа треба да заврши. Напредокот може само да произлезе од еден диалог. Ама не треба да се гледаме со омраза. Мене не ми пречат ничиви бои. Не ми пречи ни една национална припадност, верска припадност и било што. Сето тоа се луѓе, граѓани на Република Македонија. И ние треба да седнеме и треба да размислиме каде оди нашата држава и нашата земја. Ако немате квалитетна, отчетна и транспарентна власт, али ако немате силна опозиција, вие не можете да имате демократски процеси и нормална држава. Многу едноставно. Ви се јавија да ме прашаат зошто сте биле таму? Не, никој. Не само сега, многу пати, кога сум учествувал на трибини, никош, никој. Ова никако предизвика бура. Не, за волја на вистината, знаете како, никош никој ниту ме прашал зашто сум бил, ниту ми се заканил или направил притисок да не бидам. Или да не кажам ова или она. Апсолутно никош. Што е точно. Мислам, коректно. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам на поканата. Звонко Давидовиќ, гостин во Дневникот на телевизија 24.